Добре дојдовте во новото издание на Да си кажеме. И тоа се случи. Град со над половина милион жители според пописот во 2021 година остана со само еден јавен базен во затворен објект. Тоа е Олимпискиот базен, откако на 22 април годинава е затворен базенот во Карпуш. Денеска гости на оваа тема директорот на спортскиот центар Борис Трајковски, Даниел Апостоловски и професорот Денис Поповски од Градежниот факултет во Скопје, кој ќе го вклучиме онлайн, бидејќи е во кабинетот на факултетот. Зборуваме за базенот Карпуш и зошто е затворен, односно за проблемот со покривот кој настана. Господин Апостоловски, добро дојдовте во студиото на Телма. Добро ве најдов и благодарам на поканата. Се чини дека она максима на циниците дека не знаеме, не умееме, не сме кадарни ниту да го очуваме она што е изградено во комунизмот, ги испадне вистина. За жал да, во овој случај да. Имено како што поразговаравме и пред ова гостување, да, во 79-та година откако бил направен за прв пат базенот, можам да кажам дека долги години бил во добра кондиција, се додека луѓето кои што го раководале во тој период навистина обрнувале внимание на него. Би рекол дека во годините подоснежни, односно гледано од сега изминатите 10 години, базенот не е добро одржуван, за жал. И голем дел од работите кои што биле поставени таму, како во машинскиот дел, така и во делот на кровот и така натака, не биле третирани воопшто, што резултира со ова што се случува сега. Почна ли реконструкцијата? Во моментов да, веќе се дојдени луѓе кои што конкретно гледаат кои зафати треба да се превземат, за многу кусо, за ден-два, најверојатно ќе започнеме со отстранување на оние елементи кои што би можеле да предизвикаат некаква опасност, при што ќе бидат отпосле откако ќе го исчистиме целиот дом, значи оние делови кои што се, ајде да кажам, лабави ќе се отстранат, она што може да се фиксира ќе се фиксира, за потоа да поставиме една мрежа која што ќе биде гарантот дека не може да се одрони ништо надолу. Ангажирана е фирма? Не е, се уште меѓутоа затоа што веќе преговараме за не губиме на време, бидејќи еве летото веќе ни доаѓа, сакаме побрзо да го завршиме тоа и веќе се консултираме со некоја од фирмите која што може веќе се нафати да го работи кровот. Меѓутоа сте обврзани да оди тоа на јавен повик, да, тендер? тендерска постапка. Велите се прави увид, како се прави увид ако не е избрана фирмата која ќе биде изведувач? Ние веќе имаме тендер распишано во овој момент. Се консултираме со фирми кои што работат на ваква проблематика, за да знаеме во која насока треба да ја движиме реконструкцијата, да не губиме дополнително време кога ќе заврши тендерската постапка. За колкав период зборуваме кога станува збор за тендерската постапка? Тендерската постапка е 15 на денови. После тоа веднаш започнуваме со реконструкција, што барем према оние видувања на фирмите кои што се соочуваат со овие го работат секојдневно, велат дека за месец и пол до 2 месеци најдосна би требале да го отвориме базенот. Колку треба време градежните активности? 40 на денови, меѓутоа бидејќи треба да имаме затоплување повторно на водата и она хемикали и бактериолошка исправност на истата, губиме 60 на денови на тоа. Значи ако сме сега 28 април, во најдобар случај базенот би бил отворен повторно на 10 јуни. Нешто порано. Се надевам дека околу 1 јуни ќе направиме напори да биде отворен. Ако се биде според, ако се запазат сите рокови. Према плановите кои што во моментов ги спроведуваме. Добро, велите несоодветно одржување е причина за проблемот. Јас од мои блиски сведочат дека нашле парче рѓосано железо во базенот. И сета среќа е што нема повредени жртви, нели? Да, најголема добивка од сето тоа не е тоа што немаме повредени. За среќа ниту пливачи, ниту од вработените. Железото не е паднато во вода, туку на плочките, но како и да е, сепак се одронило и не е нешто што треба да се занемари. Токму од таа причина и 2-3 денови не ме држите за збор пред да бидат великденските празници, кога де факто не работиме. Решив да го затворам базенот, најмногу од безбедносни причини, бидејќи како што дел од посетителите велат не е страшно, можеме да работиме и понатака, сепак сметав дека не треба да биде тоа така. И токму затоа ги известив од Градежниот факултет. Сакав да дојдат луѓето и да испитаат со што се соочуваме на вистина, бидејќи од оздола, а и со она што ние го разбираме како градежници, ни изгледа можеби вака дека е во ред, меѓутоа за среќа на вистина излезе дека не е во ред. За среќа велам, бидејќи тоа ни даде поттик да го затвориме базенот и да се посветиме на решање на проблематиката која што доколку и сега ја занемаревме, на вистина ќе резултираше лошо. Да, велите за среќа. Станува збор за базен објект кој е изграден во 70-тите години на минатиот век, во комунизмот.
Последна реконструкција од поголем обем е направена во 2010 односно во 2011 година. И бидејќи Google памети се најдов еден податок, наслов на текст, новинарски извештај објавен во тогашните најчитани електронски медиуми. Насловот е Базенот Карпош реконструиран по европски стандарди. Датира од 6 јуни 2011 година. Пливачкиот базен по 8-месечно реновирање, значи 8 месеци се реновирал, денеска го пуштија во употреба тогашниот премиер Никола Груевски и тогашниот директор на спортскиот центар Борис Трајковски, Радко Капушевски. Сега двајцата не се во Македонија, едниот е во бегство поради други работи, а другиот е во притвор поради други дела. Вака вели, со проектот на реконструкција беа офатени фасадата, покривот, ентериерот, системот за филтрација на водата, поставувањето на сончеви колектори, како и дотерување на летната тераса, каде ќе функционира бар и терен за одбојка на песок. Поставени се и нови столчиња на единствена трибина која има капацитет од 500 гледачи. Реновирањето на базенот чинеше вкупно 1,4 милиони евра. Дел од проектот е и котларница на газ и нафта во вредност од околу 300.000 евра, која треба да обезбеди поголема рентабилност во функционирањето на објектот. Токму така, Европски стандарди реновирање, меѓутоа некои пропусти биле направени. Видете, да, во тоа време, сега да не се навраќам бидејќи не сум бил јас во тоа време, можеби системот кој што бил поставен, можеби бил добар за во тоа време. Меѓутоа, дали и со трендовите во однос на вентилацијата и така натаму, во преработката на воздухот, можам да кажам дека 90% од машинскиот дел кој што е посветен токму на овој дел, збориме на вентилацијата, на затоплување на водата и така натака, не е во употреба. Добро, да го чуеме сега и професорот. Претходно само да ве прашам, колку ќе чини сега овој зафат само за санација на покривот? Се надевам дека нема да надмине 10.000 евра, можеби помалку ќе биде, меѓутоа барем од овие кажувања како што ви велам прелиминарни со одредени фирми, горе долу тука. До 10.000 евра сте обврзани да одите на тендер? Да, за се одиме на тендер, дури и за најмали набавки. Значи да чини помалку 10.000 евра реконструкцијата на покривот, морате да оди во 15 дена се. До 10.000 евра е 7 дена тендерската постапка, на 10 е 15 дена. И сега ќе треба да чекаме 40 на денови за реконструкција за зафат кој чини само 10.000 евра? Ќе мора да чекам најмногу ради бирократските работи. Добро. Професоре Поповски, поздрав од студиото на Телма и до вас. Дали наследите? Да, поздрав и до вас, поздрав и до вашите гледачи. Ве молам, Кусо, што утврдивте на лице место за време на увидот што го правевте на спортскиот центар на базенот Карпош? Директорот кажа дека сте поминале цел ден таму, сте се качиле до сите, сте допреле до сите точки на покривот и направивте документ, еден обемен извештај кој лоцира што точно во каква состојба е покривот. Да, така е. Ние го посетивме објектот на барање на раководството на спортскиот центар Борис Трајковски и го видовме следното. Најмногу од корозија е зафатена терцијалната конструкција која го носи спуштениот плафон. Таа е целосно кородирана, длабински, разслојување на материјал, дури и до целосна деградација на некои од тенкоцидните елементи. Можела целата да падне во еден момент? Се извинувам? Можела ли да падне целата таа терцијална конструкција, како велите, како што е вклопена во таа првична мрежа? Можело да се случи нешто налик на она што се случи во Нови Сад кога падна настрешницата? Не. Значи, деталите на кои таа терцијалната конструкција е фатана на секундарна конструкција, она што е можело да се случи отпаѓање на парчиња од таа конструкција заедно со плафонските елементи. Тоа веќе и се случило, да. Това парче е паднато, ние кога бевме горе во затворениот дел од кровот, го видовме дека доста елементи се кородирани, на некои места и се откинати, како што може да видите и овде на сликата. Тој стои како што стои, но не представува проблем дека ќе падне кровот, бидејќи тоа нас ни даде како да ви кажем, едноставно ни даде дополнителна обврска да провериме главната носечка конструкција и ние тоа го проверивме. Значи, тоа е составено од главна структура од заварен кутијасти профили и заварени профили кои го формираат кровната падина и со употреба на ултразвучен мерач на дебелина на челикот ја проверувавме состојбата на структурата. Ни даде дека
имаме константна дебелина на главните носиви елементи, што ни дава за доказ дека не е нешто драстично нападнато со корозија. И тоа што го проверивме, бидејќи при крајот на 70-тите, кога бил изведен објектот, користена е адекватна антикорозивна заштита, која што сега во овој момент е прикажена како некаков вид на точкаста корозија или на некои места и како мала површинска корозија. И таму ги меревме колкава е дебелината на елементите, но не добивме некаква поголема разлика од она која ги дава толеранциите на изведбата. Според вашиот увид, според ова што го констатиравте, значи доволно ќе биде да се реконструира само покривот? Па, према моје мислење, најпрво нешто што треба да се направи да се отстрани она структура што го носи спуштениот плафон и да се постави мрежа, со што нема да дозволи не да паѓат парчиња, нели, туку да не оние од некакви лушпи на корозија да не паѓат во водата на базенот, но таа мрежа ќе има доволен капацитет и во случај да некој парче не е правилно отстрането, да не дојде до негово откинување и паѓање во базен. Според теоријата, според ваша целосна реконструкција на кров. Според вашата стручна проценка од теоретски агол наблюдувано за колку вреден зафат станува збор и колку во време би траел тој? Видете, значи ова ние и она што е зборувано, да речем, и размислувано, тоа да се одвива во две фази. Едната фаза е времено да се отстранат работите и да се користи базенот, додека не се направи реален проект за реконструкција и да се направи целосна реконструкција на кровната структура, да се офарба, да се ревитализира и така натаму. Ова што е првиот дел би траело, не знам колку би траеле овие административни чекања за јавна набавка, но реалната реализација би била некаде околу 30 на ден. А целосна реконструкција на кровот со пескарење, фарбање и така натаму, тоа би била некаков зафат кој би траел неколкократно повеќе. Колку повеќе месеци? Па најверојатно 2 месеци би требало за да може да се обработи целата структура. Дали може да ми кажете во пари колку би чинала вредноста на овој помал зафат? Искрено во овој момент не би можел да ви дадам точен одговор. Значи само категорично тврдите дека целиот спуштен плафон не можел да паде одеднаш и да направи голема белја, дека можеле да паѓаат само парчиња и да не се излезало, да не бил затворен базенот сега на време. Така. Значи целосно паѓање она што се случи во Србија скоро е невозможно, но распаѓање и паѓање на елементи да е возможно во овој момент. Професор, уште еднаш за крај, рековте дека кога во крајот на 70-тите изграден бил премачкан со антикорозивен намаз кој сега овозможил на таа конструкција да има само точки од корозија, но не и целосно да биде кородиран. Зошто настанала целосна корозија на оваа терцијална мрежа што ја кажувате што го држи тој спуштен плафон? Најверојатно прво поради изборот на тенкозидни елементи и затоа што антикорозивниот премаз не е адекватен. Она што го приметивме ние дека во најголем број од случаеви таа конструкција е едноставно префарбана само со основен премаз или она што луѓето го знаат како миниум. Тој не дава адекватна антикорозивна заштита. Професоре, за намената за овој објект. Професоре, ако мостовите имаат рок век на траење меѓу 50 и 100 години во зависност од каков мост станува збор, имаат ли јавните базени во затворен објект исто така век на траење, бидејќи читав дека во Европа јавните базени постари од 50 години не се во активна употреба, туку се на некој начин преадаптирани во друго и дека секој јавен базен си има свој век на траење и треба да биде или целосно реконструиран, значи не само покривот и кровната конструкција, туку или целосна длабока реконструкција или затворање па пренамена и изградба на нов базен. Па да, тие се правила низ различните држави, но генерално тоа е за ваков вид на објекти, векот на траење е 50 години кој бара посериозна реконструкција. Професоре Поповски, ви благодарам многу за делот од машинство и така натаму. Ви благодарам многу за вклучувањето во емисијата и за деталните објаснувања во врска со состојбата на базенот Карпош. Еве, 50 години век, дали ова
целосна реконструкција што се најавува кога ќе се содадат услови за тоа, веројатно кога ќе се обезбедат финансиска конструкција пари, ако ви даде владата, ако предвиде во буџетот за оваа година нема такво нешто. Ние веќе разговаравме во неколку наврати, ќе се обидеме исто дури со ребалансот на буџетот да се обезбедат средства, бидејќи како што кажавте, не е ова содржина која што може да се замени на некои други места, односно не фудбалски терен, бидејќи имаме безброј во Македонија. Имаме 2 или 3 базени од ваков калибар во целата држава, така што со губењето на овој базен дури и привремено, навистина голем број на клубови, како и рекреативци, чувствуваат загуба. Добро, додека стасаме до клубовите, ќе ве прашам и за нив, кој е одговорен за ова несоодветно одржување што придонело да кородира цел еден дел од покривот и можност да падне? Има ли одговорност да се адресира? Не би адресирал одговорност од причина што не сум учествувал во процесот, меѓутоа тоа што сега го гледам и по документацијата која што ве заедно и со професорите ја разгледувавме, во тоа време одредена фирма направила и проект за изработка на реконструкцијата, како по зборувањето барем на професорот и на градежниот факултет не е во целост имплементиран проектот во базенот, како што каже сега професорот Поповски, во односно на секундарна и терцијална мрежа, односно структура на кровот, не биле соодветни ниту елементи поставени, ниту пак и тие несоодветно поставени биле добро сочувани и премачкани со антикорозивна боја, така што би рекол дека барем за еве во моите очи одговорноста треба да се бара во раководството кое во тоа време раководело со базенот. Одржувањето на базен, особено ако станува збор за затворен објект, е комплексен процес кој вклучува не само одржување на вода и опрема, што не знам каква е праксата во базенот Карпош, туку и вентилација, температура, хигиена и најважно од се безбедност на објектот. Вие сте таму колку време директор? 9 месеци. Вие лична одговорност немате зошто не сте забележале досега требало да паднат одредени делови? Кога сте повикале вие инспекција, например, или да се направи увид во каква состојба е базенот? Видете, јас инспекција не верувам дека била присутна на базенот ниту во изминатите 15 години, ниту еднаш. И велите не треба одговорност за никого за тоа? Не велам дека не треба, зборувам во моје име и во она што јас сум го сработил во овие 9-10 месеци. Нема начин како да забележите дека нешто се случува на кровот доколку или некој не се качи на него горе или не се случува што се случи сега. Де факто по говорењето на одредени вработени во базенот и на луѓе кои што го користеле, вакви ситни одрони знаеле да се случат и пред 5-7 години, па и може би изминатата година, меѓутоа сето тоа било замачкувано, премачкувано за да се премине уште месец, 2-3 да поработи базенот повеќе. Ова кој што сега се случи, како што кажавте и вие, да падне една лајсна која што независно колкава е тежината и дали може да повреди некој, барем мене ми е импакт на тоа да размислам во таа насока дека нешто треба да се превземе. И токму тоа го направив, ги повикав луѓето од градежниот факултет. Веројатно поради несреќата во Кочани, па алармот е поголем. Не, па добро, да, би рекол дека тоа најверојатно ни ги отвори очите на сите малку повеќе, меѓутоа еве како директор и како човек кој што е во делот на спортот целиот живот, навистина знам од колкава важност е безбедноста при било кој спорт, особено пливање каде што навистина може да падне одреден елемент на пливач кој што е во вода и да предизвика давање или било што друго. Велите, во тоа време имало проектант, во тоа време имало фирми изведувачи, познати си нивните имења, нема потреба да ги споменуваме тука, не знам колкав е рокот на гаранција што го дале по таа реконструкција од 2010-та. Меѓутоа, не е само реконструкцијата, туку и одржувањето е голем причинител. Во каква состојба е вентилацијскиот систем на базенот? Вентилацијскиот систем речиси да не постои или работи со некој најминимален капацитет. Зошто? Бидејќи онаа топлотна пумпа која што на времето уште била поставена и била предвидена да се користи за одвлажнување на воздухот и продуцирање на нов чист воздух за да се избегнат такви работи во однос на корозијата, била пренасочена да работи други работи, односно да загрева други простории низ базенот, што е голема грешка, можеби круцијална во моментов, бидејќи јас не познам друг простор кој што се бави со оваа дејност, а да нема систем за вентилација. Вие 9 месеци не забележавте дека вентилацијата не работи? Јас во периодот кога стигнав имавме посериозен проблем со едната пумпа која што доколку не ја средевме во тој период ќе требаше базенот веднаш да биде затворен. Донесовме нова пумпа која што барем привремено требаше да ги извршува овие работи и токму затоа реков дека делумно работи бидејќи работиме на само една пумпа која што во моментов вентилирано не е доволна да ја покрие сета онаа машинска поставка која што била предвидена да биде во базенот. Одговорности за тоа што вентилацијата не функционира се уште, значи 10 години колку време не функционира вентилацијата? Па може би повеќе. И нема и за тоа одговорност?
Пак велам, не можам да говорам бидејќи не ги знам ниту изведувачите на таа вентилација, ниту пак кој го одржувал во тоа време, бидејќи верувате дека... Кој го одржува базенот во ваш мандат? Додека сте вие директор на спортскиот центар, има ли базенот директор друг, раководител? Не, нема директор, директор има спортскиот центар, ова се раководители на сектори, како што сте го прашале раководителот зошто не функционира вентилацијата? Да, сум го прашал раководителот неколку пати. Човекот кој што работи, односно девојката која што работи таму, работи можеби 15 на години, ако не се лажам. Истите луѓе кои што работат во машинскиот дел работеле и тогаш работат и сега. Тогаш работеле со да речам машински дел кој што бил способен и бил предвиден да функционира онака по тоа што бил набавен, за потоа по одлуки на директорите, односно директорот кој што бил во тоа време, да каже дека тоа ќе се користи за нешто сосема друго, за кое што луѓето од машинскиот дел... Има ли адреса кој директор кажал да се користи за нешто друго? Може ли тој да се повика на одговорност? Директорот од 2010 година. Капушевски? Да. Кој е веќе во притвор за друго дело? Добро, или колективна одговорност на сите раководители и сите директори? Колективна одговорност не може да биде од причина што тоа не се работи за ситни клима уреди или било што, туку машински дел кој што чини веројатно можеби повеќе од половина милион евро. Сета среќа во несреќа е што заврши на ова, нема повредени ниту жртви, иако историјата светска и европска познава примери кога паѓале делови од покриви во базенот токму поради голема влага, што и во овој случај е дозволено да се случи кај нас. Велам среќа во несреќа заврши на ова, вие навреме ги повикавте градежен факултет и базенот е затворен. Што ќе се случи со штетите кои ќе ги претрпат пливачките клубови? Повеќе од 25 пливачки клубови функционираат таму со години и имаат своји деца низ генерации кои поминале таму пливачи во Македонија. Јас ги повикав на состанок, 30 на клубови беа присутни, пошто имаме неколку 25 од прилика пливачки и 5-6 ватерполо клубови. И ми објаснив оваа ситуација во детали како што вам ви објаснувам сега, од причина за да ме разберат која е навистина суштината на целиот проблем, дека не е било какво зацкривање на некој друг елемент, туку навистина безбедноста е број 1 и откако им го испрезентирав тоа разбра за што се работи, немам набој од ниту еден од клубовите, ниту пак од некои поединци, бидејќи се работи за разбрани луѓе. Да, како што кажавте, штета ќе имаат покрај финансискиот дел. Тука спаѓа оној дел во кариерниот дел, би рекол, на пливачите, на оние деца кои што се подготвувале веројатно за нешто. Ни ми останува сега како опција, барем во вие месец и половина додека работиме, олимпискиот базен и базенот во Куманово. Немаат капацитет да ги примат сите. Со олимпискиот базен веќе комуницирав, поразговаравме во однос на наоѓање на патеки за сите. Се потрудија луѓето на вистина да најдат. Можеби нема да најдат за сите, но за поголемиот дел ќе најдат. Некои ќе бидат приморени најверојатно и да патуваат за Куманово. Чув неколкумина се плашат да зборуваат јавно, ги покани во емисијата, рекоа дека не сакаат да истапат јавно, бидејќи потоа постои опасност да не добијат доволно ленти или како ги викате патеки, да. Патеки во базенот и токму поради тоа ги нема во емисијата, не Нема учествуваат. страв, со сите сум пријателски настроени и разговараме многу често на проблемите. Ворете, но кажуваат дека со години укажувале на тоа дека вентилацијата таму не работи и не се случило ништо. Еви во вашиот мандат 9 месеци никој не ви тропнал од клубовите на врата да ви каже дека вентилацијата не работи? Ни тропнал, да, меѓутоа по моето доаѓање јас речиси 7 месеци работев со буџет кој што беше наследен, односно директорот кој што управувал пред мене. Дел од буџетот беше потрошен, дел остана тоа што остана. Јас немав големи, да речам, немав начин да направам големи осцилации во однос на каде и што ќе потрошиме, морав да почекам нов буџет. Така да ова не е нешто што може да го предвидите, ниту пак знаете колку ќе чини, бидејќи еви дури да ја знаеме сега реалната финансиска конструкција на овој проект, јас како Борис Трајковски, односно како директор на објектот, немам толку средства тоа да го санирам. Добро, бидејќи станува збор за правно лице, фирма во собственост на државата, представувана од владата, владата ве назначува, ве избира, ја запознавте и владата со состојбата. Кој е планот на владата? Која е идејата, визијата? Стане збор за поголема реконструкција, бидејќи и векот на спортскиот базен во Карпош истекува, да речеме. Ќе правите, која е вашата визија? Ќе правите голема реконструкција на есен? Видете, не. Ќе го затворите базенот на цела година или како? Јас би го затворил базенот ако треба и 6 месеци да биде затворен, меѓутоа ова што сега го разговараме да не се разговара во наредните 50 години, затоа што не само кровот, ние мора да поработиме на машинскиот дел, на плочките, на тоалетите и така натаму, се е дотраено и навистина е старо. Кој како доаѓал во изминатите
изминатиот период од директорите се обидувале нешто да санираат. Било лепено плочка на плочка, па еве ги сега паѓаат и така натаму. Тоа се некои фази кои што сметам дека една земја како Македонија после 30 и кусур години треба веќе да ги поминеме тие смешни реконструкции, бидејќи гледаме до што може да дојде. Што ви рекоа во владата на вашата идеја, на вашиот предлог? Ми рекоа да го изработам проектот кој што ќе го започнам да го работам откако ќе биде направена оваа мини санација за да можеме да продолжиме. Проектот ќе го имаме најверојатно за речи отприлика 2 месеци или 2,5 месеци. Откако ќе го добиеме проектот, ќе имаме и точно утврдени суми и цифри колку пари ќе не чини машинскиот дел, колку кровот и така натаму, ќе биде испрезентирано на влада, ќе биде доставено од мене, од моја страна, така што не гледам проблем зошто не би се одвоиле средства за единствениот базен од овој калибар во Скопје. Со дневна фреквенција од над 500 пливачи, Да. базенот Карпош, колку сте се прашале колку таленти по патот ќе испуштиме, колку деца ќе ги згрбавиме дополнително кои се тамо пратени на да го исправат рветот. Колку деца поради медицински причини и здравствени причини пливаат? Точно, да. Цела работа и односно можеби главната причина зошто ја брза многу работата, барем оваа санација да биде побрзо направена, и бидејќи базенот Карпош е единствениот кој што бесплатно нуди да се користи базенот на сите кои што се со дечиња лица со попреченост или со атипичен развој, кои што го користат базенот за рехабилитација, да не атрофираат мускулатурно и така натака. Можам да кажам дека мене барем лично ми е најмногу жал за тие лица кои што нема да може да го користат во периодот, но исто така и за овие спортски клубови кои што да, им го прекинуваме моментално барем развојот пливачки. Добро, господин Апостолски, благодарам многу за гостувањето во Да си кажеме.